Благодарам. Првото моје прашање е до Министерката за финансии и се однесува на една фрапантна работа што ете вчера ја слушнав. Ја знаев вака од пракса, но ја слушнав од председателката на стопанските комори на Република Македонија, се викаше Данела Арсоска. Значи, таа како председател на Сојузот на стопански комори на Македонија го изјави следно. Значи, годинава за компаниите е една од најлошите години, се жали бизнис заедницата. Се однесува на компаниите од Република Македонија. Значи, е една од најлошите години, така изјави таа. Рекордно најмалиот приход кој ќе го оствари приватниот сектор ќе резултира и со намалени приходи во државната каса, по основ на даноци. Главен проблем во 2019 година за стопанството бил одржувањето на ликвидност. Рачунајте, биле на раб на ликвидност. И тоа вие најдобро знаете што значи да си на раб на ликвидност. Дали ќе дојдеш до позитивна нула или не. За сивата економија се уште нема лек. Тоа имало, има, а можда ќе има и во наредниот период. Не знам што се може да се направи. Одсем ова што направивте мои дедове, што не даде резултат, други мерки не гледам во тој. За компаниите може би ова е најлошата година во која покажале дека имаат најмали добивки. Бизнисмените не очекуваат состојбата да се подобри до година со образложение дека напролет земјава ја очекува изборен период, а тоа значи замрзнување на економската активност. Власта 2019 година ја најавуваше како економска година, но податоците на бизнис коморите на крајот даваат спротивна слика. Тоа го слушнав и, знаете, јас го знаев тоа од разговор со многу бизнисмени што ги познавам од Кичево. Но ова ме изненади затоа што тоа било на ниво на цела држава. И тоа, почитувана министерке, ви укажува една работа. Ако тоа го очекуваат бизнисмените, бизнисите, вие уште сега ве разговараме за буџетот на Република Македонија, каде ги зголемивте приходите, ги зголемивте и расходите, но дали тоа ќе се оствари? Значи, најважно е да се остварат приходите. За трошење не е проблем. Сите не бива за трошење, покажавме тоа. Но, приходите, дали и како ќе се остварат? Тешко ќе се остварат. Ова е реалната слика. Се друго може да биде политика, се друго може да го тумачиме вака или така, но од ова живееме, од ова ќе живееме и од ова зависи иднината на Република Македонија. Што и да ми одговорите, вистината е таа. Но сакам да ми одговорите и може би е подобро уште сега да направиме пресек на буџетот, да видиме каде да намалиме и во приходите и во расходите, за да не мора веднаш после избори да се прави ребаланс. Така ми изгледа работа. Ова искрено ви го кажувам. Втора работа. Еве сме на прагот на НАТО, се надевам, верувам дека ќе станеме членка на НАТО. Сакам да станеме членка на НАТО, затоа и сум легол во политиката да бидеме членка на НАТО и на Европска Унија, но она што вака го слушнав и го разбрав во овој дел, а не е тука министерката за одбрана, сакав неа да ја прашам, сакав да ја прашам... Има представник. Добро, но не знам дали знае. Добро, не знам дали знае. Значи, колку советници има министерката за одбрана, затоа што сме на прагот на влегување во НАТО, дали овие советници нејзини се запознати со тоа какво
и што работи НАТО, со кои системи опремен. Во оваа ера на вакви нови ракетни системи, на сајбер безбедност, на сајбер напади, сајбер војна, дали може советници да ви бидат луѓе кои се сигурно во години можда и повеќе од мене имаат и кои во животот знаат за тенкови, топови, тоа што сега не се употребува. Значи, колку советници има, колку и плаќи, дали не е подобро советници во ваков период да ви бидат луѓе кои се запознати со сите работи што ги применува НАТО, со новите технологии, со новите вооружувања, со се она што е новост во безбедност. Значи, дали овие советници знаат за новите ракетни системи, значи за Патриот, за ТАД, за беспилотни летела и така натаму. Дали тие можат да ја советуваат да се приближиме суштински до НАТО? Значи, ние формално можеме да влеземе и ќе влеземе, но суштински треба да направиме чекори што ќе ја приближат и нашата армија и нашата безбедност до НАТО. Тоа е суштината, тоа се придобивките од тоа. Тоа е второто прашање. И третото прашање ќе мора повторно да го прашам министерот за транспорт и врски. Еве, дискутиравме неколку пати. Сега да прашам повторно околу преасфалтирањето на регионални и магистрални патишта, нарочито во мојот крај, каде што имаше преасфалтирање на патишта, рачунајте го извадија асфалтот, па ставија нов, но не рамен толку, па повторно го вадат, повторно ставаат. Министре, она што се случува во мојот крај не е добро. Тоа покажува дека многу пари се трошат за ништо. Асфалтот што си беше на магистралниот пат Кичево Охрид беше подобар од она што го ставивте и она сега што го ваѓате и повторно ќе го ставате. Или ставете подобар асфалт, или не го чепкајте претходниот, затоа што неколку месеци ги искршија луѓето колите по тој асфалт. Тоа ви го кажав еднаш и гледам се пак го гребат асфалтот и повторно го стават. Јас секогаш се трудам прво да ви укажам. И приватно да ви укажам и така, но кога гледам не оди работата, мора и одговорница да ви кажам. Исто така сега гледав дека се чисти автопатот од Гостивар до Скопје. Сега не е време за чисти. Туристи за Охрид одеа во летниот период до есен. Тогаш имаше ѓубре, имаше трева, што ти се немаше. Најдобро е да се очисти, да знаете и луѓето, нивите, ливадите ги чистат напролет. Тогаш треба да е чисто, за да подолг период биде чисто. Сега ќе падне снег и немаше да се гледа дали има трева или не, и тревата се исуши, што ја имаше на автопатите. Значи, тоа вас сакав да ве прашам. И во делот на ова што еднаш ви кажав, тоа што го прекинавте, што ја прекинавте изградбата на автопатот, тоа е ваша работа. Но, ако прекинете објект во градба, мора да го обезбедите, да ги преземете сите превентивни мерки, за да не се зголемат штетите на тој пат. Ви кажав, имаме корозија на железото на мостовите, имаме пропаѓање на тампонот, сега одново можда треба да се тампонира, нови слоеви да се ставаат. Имаше многу оштетувања, а нарочито имаше ерозија на земјиштето, што многу се зголеми во овој период. Јас ви кажав, добро, ако мислите да прекинете, прекинете, но обезбедете ги градилиштата. Знаете, гледате дека се што е изградено, а не е по пропис, се што не ги задоволува стандардите, ги кошта граѓаните. Јас секогаш се трудам на сите да им укажам колку е важна, еве, статиката на градежни објекти. Ние од која ќе има земјотрес, тогаш гледаме дека
статиката е најважна. Најважна е статиката. Се друго не е проблем, ако не е добро офарбано, варосано, ќе се превароса. Но статиката е најважна. Така и статикава на овој пат, затоа што имаше многу одрони. Благодарам. Благодарам.